неисправливите гафови на Министерката за култура во последниве 2 недели не е ни изненадување да нешто не се појави на седницата за пратенички прашања, па токму заради тоа, премиере, прашањето кое што беше наменето за нас ќе ви го поставам вас, заради тоа што видов дека и вие се вклучивте во темата која што е актуелна овие 2 недели, се покажавте, да кажам во намодници, како некој познавач. Имено, секоја година од кога СДСМ е на власт, која ќе се објават резултатите од конкурсите од годишната програма на Министерството за култура, истите се пропратени со голем број на негативни реакции и незадоволство од уметниците, разни организации, тоест од засегнатите страни. И оваа година повторно истата ситуација. Свесно ли продолжувате, вие премиере, заедно со Министерката за култура да ги уништувате традиционалните манифестации во Република Македонија, со давање на истиот одговор? Жалете се. Прво, не доликува таквиот однос на кој 2 недели е сведок целата македонска јавност, а второ, ве прашувам од каде ќе се обезбедат средства. Жалете се, не е никаков однос кон уметниците и културата. Имено, Министерката покажува континуирано непочитување и обид за оправдување, или пак заедно ја најдовте изреката «жалете се» со цел да се оправдате пред јавноста. Затоа јавно прашувам од каде, премиере, ќе се обезбедат пари за прифатените жалби на апликантите на конкурсот. Прашувам, дали целта на вашата одлука да не добијат пари долгогодишните манифестации Вевчански карневал и Линденски марш, карневалот Прочка во Прилеп, но доделување средства на Блаже Миневски за роман од Гоце Делчев, или пак минималните средства доделени на Офсет, Макфест, Рацинови средби, Танцфест, Прилеп Джез фестивалот и така натаму, е да се уништат традиционалните манифестации во Република Македонија. Моето второ пратеничко прашање е до министерот за транспорт и врски. 2000 вработени во Македонска пошта излегуваат на штрајк, ако за 5 дена не се стопира одлуката за 31 ново вработување. На Македонска пошта не и требаат нови 31 вработен во администрацијата, оти не може да ги исплати платите и на сегашните над 2000 вработени. Синдикатот на Македонска пошта побара стопирање на одлуката за нови вработувања и даде рок на владата од 5 дена за состанок на кој би почнале да се решаваат наталожените проблеми. Господине министр, ова е проблем кој вработените на Македонска пошта го истакнуваат во јавност сигурно повеќе од 1 година. Укажуваат на финансиските проблеми кои ги има Македонска пошта. И покрај проблемите со кои се соочуваат, генералниот директор распишал оглас за 31 вработување во администрација за кои од синдикатот велат дека се непотребни. Зошто? Заради тоа што постоела превработеност во администрацијата, а со прераспределување можеле да се покријат сите потреби. Апсолутно, министер, синдикатот не е против нови вработувања, ако се истите економски издржани и ако се за суштинскиот дел од работењето. Велат дека се потребни поштари, шалтерски работници и оператива. Се повеќе се девалвира работата на Македонски пошти со енормно големото издавање на лиценци за приватни поштенски услуги од страна на Агенцијата за пошти. Зошто е ваков односот на владата кон Македонска пошта? Дали е тоа поврзано со физибилисти студијата на Мухамед Зекири за приватизација на Македонски пошти? Оваа физибилити студија беше најавена од владата во која што вие бевте дел, владата на СДСМ и ДУИ кон крајот на 2020 година, како потребна за продажба на Македонски пошти. Односно, од неа требаше да се утврди дали ќе се оди со приватизација или со јавно-приватно партнерство. За оваа физибилити студија е отворена истрага и веќе е започнат судски процес против генералниот секретар на владата Мухамед Зекири, кој до последната секунда јавно го бранише вашиот претходен председател Зоран Заев како свој чедо за пронемера на пари. Поточно заради сомнеш за незаконски договор за консултантски услуги. Господине министр, дали свесно се предизвикуваат проблеми во работењето на Македонски пошти со цел да се уништи оваа институција и понатаму да се приватизира истата, како што бевме сведоци за физибилити студијата за приватизација на поштите за која обвинет Мухамед Зекири? Дали намерно не се почитуваат договорите од страна на власта, склучени со синдикатот, и не се решаваат наталожените проблеми за кои што вработените најавуваат дека ќе излезат на штрајк? Дали свесно се обезвреднува Македонска пошта за да ја прорадете малтене без пари? И кој е тој што треба да стане собственик на Македонска пошта,
односно со кого веќе владата го води пазарот. Благодарам.